според последните анализи на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, диазепамот се најде на второто место на листата на лекови кои најчесто се употребување од страна на македонците. Бројот на издадени рецепти за овој лек во 2015 година изнесува над 500.000, а бројката е значително зголемена во споредба со лани. На што се должат овие бројки, зошто толку голем број на македонци посегнуваат по седативите, односно средствата за смирување? На оваа тема во овие вести разговараме со психологот Вера Цуракова. Најнапред, добар ден и добродојдовте во вестите на Канал 5. Господјо Цуракова, на што се должат овие бројки, зошто се поголем број на луѓе посегнуваат по седативите? Добро вечер и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Точна е таа констатација, меѓутоа за да една личност посегне по седатив, значи дека претходно била во некоја состојба, невротична состојба, но за да дојде пак во невротична состојба, секако дека во позадината мора да има некој настан, кој што е може да биде од привремен или од траен карактер, значи настан кој што подолго траел и кој што е довел личноста во ваква невротична состојба. Тоа може да биде, да кажеме, страв, конкретен страв, слободно лебдечки страв, анксиозност, фрустрација која што не може да ја поднесе до травматично доживување на настаните. Сите овие настани се многу тешки за поднесување, особено за личностите кои што се слаби и многу емотивни личности. И се чини дека во тој момент седативот е излезот, би рекла, од таа состојба, што и е така. Меѓутоа, не е добро кога тоа се зема континуирано и кога треба и кога не треба. Значи, во состојба на неурозата, значи во невротичната состојба, се случува губење на личноста меѓу нагонскиот дел и оној социјален дел кај што постои етика и морал. Тоа значи губење на егото меѓу идот и суперегото. Така, може ли овие таблети да створат зависност кај луѓето кои што ги земаат и кои може да бидат штетните ефекти од нивното конзумирање? Секако дека може, тоа е хемија, нели? Секоја хемија си прави своји влијанија на мозокот, на организмот и така натака. Меѓутоа за штетните влијанија на организмот, можеби тоа медицински дел, јас би кажала за психолошкиот дел, се создава зависност, меѓутоа многу е потешка психичката зависност, каде што личноста мора да се напие таблетка за да мисли дека е смирена. Јас познавам луѓе кои што носат таблетки во своите џебови и не ги пијат. Тоа значи за нив е доволно да знаат дека имаат таблетка во џебот која што ако затреба ќе им се најде. Така, и господјо Цуракова, само уште едно прашање за крај. Која би била подобра алтернатива наместо посегнување по седативите, односно средствата за смирување? Ако веќе личноста е во невротична состојба, постојат техники со кои што ние работиме за растеретување на тие содржини, особено со оние личности кои што се слаби, добри личности, лесно фрустрирачки личности, травматизирани, емотивни и така натака. А од кога ќе се сработат тие содржини кои што се причина за невротичната состојба, секако треба да се користат антистресни некои доживувања, а тоа се пливање, спортување, планинарење, јога и најмногу јас би рекла дружење. Затоа што во дружењето има говор. Се зборува, се разменуваат мислење и искуства и тука личноста може да види дека и на друг му се случува нешто, а не го доживува така. Господјо Цуракова, ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Благодарам ја на вас.